Здраво! Како што најавив, денес се вклучувам лайв за да одговорам на сите прашања кои што ги поставивте во однос на депресијата, односно пренаталната депресија и постнаталната депресија. Ветив дека ќе одговарам на многу, да кажам, по прост јазик. Се чувствувам одговорна како психолог и психотерапевт погласно да зборувам токму на оваа тема, затоа што имам чувство дека некако сме многу тивки. Неодамна се случија некои настани кои што мислам дека доста не размрда и ни покажа колку е присутна токму постнаталната депресија, односно постпородилната депресија. И некако баш седев на Facebook и читав коментари што мислат другите, кое е мислењето во нашата држава на оваа тема, и од некои коментари бев запрепастена. Меѓутоа не се виновни оние кои што ги напишале коментарите, туку некако си посочив со прст дека навистина многу малку зборуваме на оваа тема. Можеби би рекла дека првото и најважното нешто токму на оваа тема е дека постои стигма и срам. И не само во нашата држава, баш имав 50 и неколку прашања, јас не знам, напишав 30 и ќе гледам да ги одговорам, некои се повторува. Ги имам тука пред мене чисто за да некој не заборавам, да пробам навистина на сите да одговорам кои што ви интересирало, и дури бев изненадана колку прашања дури мене не ми ни текнале дека може да се постават кај некој, е убаво да се одговорат. Депресијата не е нешто многу поразлично, односно постпородилната депресија не е многу поразлична од класичната депресија, иако и самата депресија има, ајде да кажам, различни нивоа. И сите ментални болести, исто како и физичките, имаат некакво скалило. Замислете ги дека може да имате депресија, ако скалата е, да речеме, најлошото или најдоброто тука, најлошото тука, дека сите некако се наоѓаме на различно место, односно оние кои што се заболени се наоѓаат на различно место на таа скала, различен степен имаат. Па така и со депресијата. Се верува дека една од 10 мајки или пак некаде секоја 7 мајка пати од постпородилна депресија, и ова е нешто кое што е полно со стигма, со срам, и многу често не се ни споделува. Најчесто е видлива откако веќе ќе остави последици на партнерството, односно на односот и конекцијата со детето, или пак кога ќе се случи, ајде да кажам, кога ќе има повеќе влијание импакт врз целото семејство, односно врз семејната динамика, доколку има други деца, доколку се живее во проширено семејство, свекор, свекрва, баба, дедо. И многу често се забележува само доколку е пропратена со некои други расстройства или состојби, а не само по себе, затоа што некако мислам дека дури во општеството понекогаш воопшто не ни знаеме како изгледа, односно некои од тие емоции се многу нормални. Оно што сакам да го нагласам и да кажам дека е многу важно, за да не се појави отпор према психолошката поддршка, психолошката помош, е дека дефинитивно во светот постојат различни културни и етнички начини на справување со истата, и затоа е многу важно да секоја семејство, односно секоја жена и си го пронајде она кое што во нејзината заедница, во нејзината култура, во нејзиниот етникум е прифатено, и да може да ја зема таа поддршка за истото да може да го подобри, односно да може да излезе од таа црна дупка која што знае да биде депресијата и која што многу мајки ја имаат. Многу мајки не се свесни дека ја имаат. Некои мајки завршуваат трагично, а некои мајки успеваат да се изборат и самите. И сега едно од прашањата беше: јас сватив дека тоа е моја одговорност и јас успеав сама да излезам како другите не можат. Мора да разбереме, како што ја донесов на почетокот, таа скала, дека сите се наоѓаме на различен спектрум, односно на различната скала, фреквенција, бројка, како сакате замислете, еве како еден ленир на различна бројка нека биде. Така секој од нас, луѓето, имаме различна резилиентност, односно некои од нас се поотпорни, пофлексибилни, имаат повеќе поддршки, имаат повеќе емоционална интелигенција, знаат подобро да се справуваат со стресот, некои не. Тоа не ги прави едните посилни, другите послаби, туку тоа ги прави, и тоа е судбината, тоа не е нешто кое што можеме да го одбереме. И дури јас самата се ужаснувам кога ќе слушнам, ама се е до нас, да,
ние сме одговорни и ние мора да преземеме одговорност да работиме на истото, да го градиме истото, но од друга страна и да се прифатиме и да прифатиме дека доколку сме тие појаките или посилните или поотпорните, порезилиентните, супер, значи дека малку патот ќе ни е полесен, меѓутоа да прифатиме дека има многу луѓе кои што немаат таква поддршка или кои што едноставно физичкото, телото, хормоналната поддршка е доста послаба и може да се случи нешто потрагично кај нив, не дај Боже да заврши со крај на животот, кое што се случува во депресијата. Оние симптоми би почнала прво кратко, затоа што имаше и прашање што представува постпорадилната депресија. Значи, постои постпорадилна депресија, која што се јавува, најчесто веќе се гледа после третиот месец од пороѓањето. Пикот го доживува од 6 до 9 месец, затоа мајки, доколку сте некаде околу 6 месец, ве молам бидете многу внимателни, затоа што пикот на постпорадилната депресија знае да биде тогаш и најчесто трае подолго од 1 месец или кога веќе се диагностицира, се гледа да трае подолго време, значи да не е нешто како 1 ден, 2 дена, 1 недела сме само во депресивно расположение, туку треба да имате повеќе од 4-5 симптоми, подолг период за да може да веќе станува јасно дека станува збор за постпорадилна депресија. Но постпорадилната депресија може да започне во бременоста, значи постои пренатална, перинатална депресија, која што значи дека депресијата може би била присутна и во самата бременост, затоа и многу трудници е убаво и важно да и ова го слушнат и може би ги внимаваат на себе и на своите симптоми, а понекогаш се случува кај клиенти да имале депресија и тоа само продолжува понатаму, меѓутоа пикот го значи се доаѓа откако ќе се породи, затоа што природно се случуваат и некои други промени. Депресијата има некои симптоми, значи клиничката депресијата, постпорадилната, пренатална имаат слични симптоми. Разликата е во периодот кога се јавуваат и не е исто постпорадилната депресија со една појава која што се вика постпорадилна тага или baby blues, која што е присутна скоро и кај секоја жена, а таа трае 3 недели од прилика и потоа поминува. Така што доколку ги чувствувате овие симптоми 3 недели после поредувањето, тоа е нормално, но доколку продолжат после тие 3 недели, тогаш може би станува збор за постпорадилна депресија. Значи во овој период се чувствува тага, постојано чувство на тага, вина, мајката почнува да чувствува многу мајчинска вина и неможност да се поврза со детето, безнадежност, се појавуваат тешки мисли, губење на интересот за работи кои што до тогаш не интересирали или па губење општо за интерес за сите работи, промени во апетитот, замор, може многу да се јаде или малку да се јаде, значи не е дека нужно мора да слабе или да се здебели, тоа не е нешто кое што е поврзано, раздразливост многу голема се јавува, значи иритабилност, неможност да се справиш со секојдневието, тешкотија да се концентрираш и да се донесат некои одлуки и нешто кое што е алармантно, тоа се суицидалните мисли, односно мисли веќе за повредување на себе или на бебето и доколку се јават овие мисли, ве молам не да слушате, туку директно да се побара помош и поддршка, затоа што истото може да биде опасно. Она што би сакала да споделам пред да продолжам со вашите прашање е дека во постпорадилниот период не постои само депресијата, постои постпорадилната анксиозност, која што е многу честа. Јас би рекла дека е дури почесто од депресијата, а многу често постпорадилната депресија и постпорадилната анксиозност се токму едно со друго некако заедно се тука присутни и многу често знаат да се мешаат во самите симптоми. Меѓутоа, мислам дека на таа тема некогаш друг пат, затоа што и таа е обемна тема. Постои постпорадилна еуфорија, која што се јавува кај многу жени и која што е супер и многу убава, затоа што жената има многу тука енергија, многу е среќна, многу е радосна, но доколку не спие, не се грижи добро за себе и така натаму, тоа е ризик фактор за постпорадилна психоза, која што е најретка, меѓутоа исто така постои, е присутна и е многу опасна. Ова се некои состојби чисто само што ќе ги набројам, а ќе се задржам на постпорадилната депресија. Морам да споделам дека во анксиозноста е прекумерниот страв, прекумерната грижа за бебето. Мислам дека многу жени ова го доживуваат кога проверуваат дали диши бебето, како е бебето, дали е се добро, дали дала се како што треба. Се јавува немир, се јавува гадење, повраќање, дури тука се јавуваат и неможности да се дои детето како што треба. Значи целиот тој стрес знае да биде многу преплавувачки и се јавува тешкотија со спиење.
Јас ќе почнам со вашите прашања, си ги имам тука запишано, меѓутоа слободно тие кои што сте онлайн вклучени може да поставувате прашања да поставите коментари, прашање тука директно. Првото прашање беше дали ако сме имале депресија, шансите се поголеми да имаме поспорадилна депресија. Одговорот е да. Ризик фактор е доколку сте имале депресија или пак доколку била присутна во семејството, можеби кај вашата мајка или кај некој друг. Така што тие кои што сте имале депресија, важно е да бидете внимателни дека да, тоа е ризик фактор и може да се појави. Дали сметате дека за добивање депресија големо влијание има неподдршката од партнерот? Оно што е многу важно во депресијата е поддршката од партнерот. Најмногу од партнерот и да, дефинитивно, доколку не сме поддржани од партнерот, јас би рекла дека самата депресија се јавува од недоволно поддршки. Многу луѓе зборуваат, па како порано немало депресија, како баба ми 10 деца родила па немала депресија, и често знам да кажам стоп, многу е лесно да кажеме како било порано, ние не знаеме дали имале или немале депресија порано, сигурно сум дека имале, затоа што психолошките состојби биле и порано. Тоа не е нешто ново, со тоа што порано имале многу повеќе поддршка, можеби не од партнерот, меѓутоа не живееле како нас сега, немале и корона, каде што бевме изолирани, барем во главниот град бевме многу изолирани, значи со карантин да не можеш да се видиш со никого и со страв. Порано се живееле во заедници, па тука е свекрвата, тука е золвата, тука е трвата, тука е тетката, комшиката, ако немаш млеко, друга мајка ќе го подои детето. Значи порано жените биле многу поподдржани во однос на не знаеш да менуваш пелена, не е проблем, доаѓаш дома, куќата е со 3 јатрави да имаш, 3 золови имаш дома, повеќе детни биле семејствата. Значи, жената има поддршка од другите жени. Тоа е нешто кое што денес недостасува и затоа е многу важна поддршката тука и од партнерот. Значи, порано не било толку страшно партнерот ако не е тука и, не знам, на нива работи или на печалба, затоа што имале поддршка проширено семејство. Сега не е дека сега скрос немаме, но мислам дека сегашната таква поддршка е малку изместена и ние мораме да одиме напред со времето. Значи, сега не е толку многу посакувана помошта од старите, да кажам, мешањата во моментот што се случува, меѓутоа секако многу зависи од односот кој што го имаме со себе, со партнерот, со останатите, но порано тоа било некако природно и нормално. И не заборавајте дека секоја култура и секој период носел некои различни, ја што ги викам, будалештини, затоа што има период кога жени што умираат на породување ги сметале за вештерки и ги испалувале заедно со нивните живи дечиња. Значи има периоди кога жената пак била како кралица и 40 дена седи и сите други се грижат за детето, меѓутоа тоа се културни норми различни. Ја што викам, дошол некој експерт и измислил нешто, кажал. Важно е ние да се враќаме кон корените, кон природата, или би рекла, убаво е да ги гледаме и животните, понекогаш цицачите, како се однесуваат со нивните малечки, за да видиме што е оно што е природно, затоа што човекот е единствениот цицач кој што го учиме дека треба да го остави бебето да си поплаче, а не да се стрча да си го смири бебето додека е мало. Значи, одиме, па цел живот, па нема цел живот. Додека е мало бебето, мора да го смириме и тоа е улогата на родителот, детето не може само да се смирува. И мислам дека многу од препораките кои што ги добиваме се отуѓување на жената од себе, отуѓување на природата, дека сака да е блиску до бебето, дека сака да го смири, дека може да биде тука и така натаму, и тоа понекогаш знае да доведе до доцна депресија и обратно. Понекогаш самата депресија, кога се појавува од недоволно поддршки, од недоволно внатрешни и надворешни поддршки, не само од партнерот или од семејството, туку и нашите внатрешни поддршки, економската поддршка тука многу важна улога игра. Значи, како е семејството, покрив над глава, има ли финансиска подпора, поддршка, дали е се во ред, значи колку е подготвена мајката, семејството за тоа дете, колку се чувствува целиот тој притисок од надвор. И тука е многу важно да ги имаме освестено овие моменти, да знаеме дека понекогаш самата депресија носи до тоа да мајката се затвори, да се притисне и да не може да се поврзе со детето, ниту пак да се поврзе со самата себе си, со својата интуиција, со своите мајчински мотиви кои што ги има внатре, за да може да се оствари убаво во таа, односно многу лош можеби зборот не е убаво, но да се оствари онака како што сака или онака како што природата и налага.
Другото прашање, поминато со двете деца, за второто знаев што ме очекува, но со првото многу ми беше тешко. Мислев дека не си го сакам детето и освестив дека се зависи од мене, зашто тоа не е така и за другите. Да, дефинитивно зависи до нас, како ќе се справиме, што ќе правиме, но морам да нагласам дека ниту една жена не е виновна затоа што има постпородилна депресија, ниту една жена не е слаба затоа што има постпородилна депресија, ниту една жена не е недоволно отпорна затоа што има постпородилна депресија. Тоа е нешто кое што се случува од многу фактори. Не е нешто кое што може туку така да направи скип, да го скокне, туку од неја само ќе зависи моментот доколку е малку поосвестена дека се соочува со нешто, да побара помош и поддршка. Прво од најблиските си како стручна помош. Која е причината што ја таргетира? Која е причината што ја таргетира депресијата? Значи има повеќе причини. Јас би рекла дека најглавните се хормоналните промени кои што се случуваат после породувањето, нагло опаѓаат естрогенот и прогестеронот, што до тогаш биле доста високи, и тука мислам дека секоја породена жена ќе сам го почувствувала, таа промена ја почувствувала, која што е многу голема, многу тешка, многу станете само свесни магијата на телото создала, значи матката создала нов орган, се создава нов орган плацентата и телото буквално создава нов живот, го раѓа, се случуваат огромни промени, се шири, значи се шират цела карлица се шири и нормално е дека тоа е една голема траума која што ја доживува жената и сите тие хормони, сите тие телесни болки, мислам дека секоја жена која што родила ќе се согласи дека болките се неминуван дел од целиот чин на породување, што не се страшни, не се неприродни, не се неиздржливи, меѓутоа се присутни и ние не можеме да речеме дека не се тука, не можеме да кажеме дека не постојат. И во ред може ќе се породиш со анестезија, постојат секакви типи, меѓутоа отпосле кога цица бебето матката за да се врати назад, значи стегањето, контракциите, тоа е болно, доколку постои рана, епизиотомија или царски рез, исто така постои болка, значи процесот на доање знае некогаш да биде пропратен доколку не е воспоставен добро, исто така со болка. И сето тоа е нешто кое што е нормално да ја измести жената од да речем нормалната линија, и колку ти имала таа поддршки, колку и да имала таа резилиентност претходно, отпорност или се едуцирала, дефинитивно не може баш она да остане на едно место, барем не долг период, како претходно, односно се случува емоционално прилагодување на новата промена, се случува, гледаш пред тебе бебе, почнуваш да го сакаш многу, а не знаеш како го сакаш, не знаеш колку можеш да го сакаш, се појавува одговорност, стануваш одговорен за некој, значи 24/7, за бебе мора да сме 24/7 одговорни, не е исто како веќе тинеџер или поголемо дете, кога можеш само да го оставиш, па само да си зема за јадење, да си отвори, него тоа е многу преплавувачко чувство за една мајка и затоа, освен емоционалното прилагодување, хормоналните проблеми, физичката исцрпеност, немање доволно сон, на почеток првите, да речам 3-4 недели знае да се буди бебе, да го будиме на 3 часа, доколку има физиолошка жолтица и така натаму, не се остава долг период без млекце, без разлика дали ќе е доено или нема да е доено со адаптирано млеко, значи тоа се некои работи кои што до тогаш не биле така, до тогаш жената се спие 8 часа, си лежи, нема проблема, сега мора да се грижи за бебето и тоа е многу истрпувачки и многу жени знаат да се гневни и да се лути на сопрузите, они спијат, меѓутоа кај нив мозокот природно не е програмиран да се буди на тие звуци, додека кај жената па жените почнуваат баш да се будат на сите тие звуци, да слушаат, да гледаат и тоа е природно. Тоа е природен процес, но исто така е многу истрпувачки. И секако тука ќе ја споделам недостатокот на поддршка. Меѓутоа, недостатокот на поддршка може да биде внатрешна и надворешна, значи нешто внатре во нас, со кое што се соочуваме, со кое што можеби не е разрешено, или пак надворешна од типот на семејството, партнерот, тука повторно ќе го спомнам како најважната поддршка. И ние се соочуваме како мајки, како жени со едно море од информации. И мислам дека и многу клиенти доста знаат да речат, добро Елена, како да одберам што е правилно, како да знам дека
дека она што го бирам е најдобро, како да знам дека најдоброто креветче сум го земала за бебето, како да знам дека најдобрата цуцела сум ја земала за бебето, како да знам дали да го дојам или да не го, значи што е подобро, што не. И тоа е нешто кое што е многу преплавувачки за една мајка и една жена, и доколку е сама во целиот тој процес и сама ја носи целата таа одговорност, а најчесто е сама, претежно мажите, одбери што сакаш, како сакаш ќе остават. Не се не интересира, сигурно не седат и за бебе во шоколичка земавте што цуцла купивте, додека мајките баш го имаат цел тој процес на подготвување и на спремање. И тоа знае да биде толку многу тешко, толку многу исцрпувачки, и тоа е оној ментален товар на мајчинството за кој што и често зборувам. А меѓутоа, од друга страна се случува кај жената и друг недостаток на поддршка, тоа е промена на пријателствата и една изолација. Многу често мајката е само со бебе дома, па долг период, па цица, па 1 сат, па толку минути на оваа, 20 минути на другата града, па поминале саат време, постојано е, не може да се облече на почетокот, не може да излезе, нема можност, зависи времето какво е, нели кај живее, со кој живее. И тоа е толку многу тежок еден период кога повеќето жени кои што стануваат мајки и ги губат пријателството, односно го менуваат кругот на пријателите. И тоа знае да биде многу тажно, многу осамено, и доколку имаме претходно нешто кое што исто така не поддржува и внатре во нас, знае да биде голем тригер за активирање на постпородилната депресија. И повторно ќе повторам, тоа не направи слаби, лоши, тоа не направи неотпорни, тоа не направи глупави, неодговорни, неосвестени, тоа направи луѓе. Затоа што пред се ние сме луѓе и секоја емоција е добредојдена, па дури и депресијата која што се јавува во одреден период е добредојдена и верувам, сигурна сум дека има некаква функција. Само многу е важно да се забележи и да побараме помош и поддршка како би можеле да излеземе од таму. Нешто друго кое што е ризик фактор е историјата на претходна депресија или некои претходни проблеми со менталното здравје и може да биде претходна траума, голема доживеена траума, значи може да биде траума од секаков вид, меѓутоа со нагласок на сексуална траума, сексуално злоставување, може да биде некоја загуба, например на родител или на баба, значи во тој период некоја голема загуба доколку се случува. Исто така процесот на инвитро инсеминација, доколку претходно следел некоја борба со неплодност, знае да е ризик фактор за поголема можност за постпородилна депресија и некои нови истражувања го докажуваат фактот дека загубата на многу крв во самиот чин на поредување го намалува железото и доколку жената е слабокрвна, истото може да биде фактор за постпородилна депресија, така што бидете внимателни и имајте предвид дека понекогаш симптомите се слични и дека оно што е многу важно, следното прашање е дали и како може да се превенира, оно што е многу важно е да бидеме свесни за холистичкиот пристап, односно дека ние сме тело, ум и душа и дека само низ холистички пристап, јас секогаш викам да ги замислувам тие како 3 круга запчаници и доколку едниот рџјосан не работи и другите нема да мрдаат добро. Така што е многу важно да останеме свесни дека и во постпородилната депресија, меѓутоа и во било кој период од животот, важно е да се грижиме за нашето тело, еднакво како и за нашиот дух. Дури многу истражувања одат кон тоа дека депресијата е болест на немање на верба во себе и во Бог, во божественото. Значи за оние кои што не се во религија, божественото, значи без разлика во што верувате, во нешто над нас, во нешто кое што е присутна енергија и тоа е оно кое што ако не веруваме во божественото, не веруваме во себе, не веруваме дека се ќе биде добро, дека ќе успееме да се справиме со ситуацијата и многу често всушност самата депресија е тоа, недоверба во себе во целиот процес, недоверба во мајката, во мајчинството, дека како е мајка ќе се справиме со тоа. За да се превенира, јас би рекла дека најважната превенција е свесноста за истата, затоа што ние не можеме да имаме контрола врз тоа што се случува понатаму. Едукација, емоционална поддршка, значи прво едукација, здравствена едукација, тоа е најдобрата превенција, да знаеме што е, како е, за да може да се следиме, да бидеме во контакт со себе и да си даваме емоционална поддршка, значи
што чувствувам, како може емоциите да бидат изразени, добре дојдени, да не ги потиснуваме. Многу често се јавува кај жени кои што потиснуваат тага или кои што забораваат дека животот е 50-50 и дека ние ќе се плачеме и ќе се засмееме еднакво, и тоа е сосема во ред. Не може цело време да е стрикно, не може цело време да сме позитивни. Тоа е таа токсична позитивност која што е многу актуелна и која што не сваќаме дека едно е гледај позитивно, гледај го и позитивното во сето тоа, како што реков, се појавува поспоредилна депресија. Ајде да видиме што е позитивното во тоа, што ни носи, зошто. Позитивното е што ни дава некаква порака дека нашето тело е потиснато, нешто се случува, можеби треба да се потиснеме за да се случи нешто. Меѓутоа не да бидеме позитивни и супер и не ја гледам дека постои. Тоа е многу токсично и тоа многу често се случува. Многу жени не сакаат ниту да признаат дека се соочуваат со сето тоа, затоа што пробуваат да бидат, јас тоа го викам и многу колеги, токсично позитивно, а всушност е многу негативно, затоа што е само потискање, а депрес, самото прес, односно потиснување, вие носи депресијата. И не само во поспоредилниот период, сите кои што ги потискате емоциите, да знаете дека тоа е еден ризик фактор за депресија. Освен здравственото образование, емоционалната поддршка, треба и практична поддршка, што значи дека за да се превенира е многу важно да си ги користиме и надворешните поддршки многу практично. Тука се остава на жената што е на тоа што го сака, и многу е важно да жената види што сака. Значи дали ја треба време за себе, тоа е скроз во ред, и некој да го проучува детето, или пак ќе треба време со бебето. И тоа е скроз во ред и е многу поприродно, нели, да може да се поврза со бебето, а да ги викне другите за практична поддршка од типот на готвење, чистење, пазарење и работите кои што реално не може жената да ги прави доколку сака да се поврза подобро на почеток со бебето. И сега имате тука свесност дека на почеток првите 40 дена не се исти, понатаму не е исто, значи бебето брзо расте и да речам првите 9 месеци, првите 6 месеци се нешто кое што многу брзо прави промена во рутина, и затоа тука друга практична поддршка е да бидеме свесни дека рутината брзо ќе се менува, односно дека тоа е нешто кое што нема баш да биде сега да кажувам дека во толку час останувам, толку ќе се јаде вака и дека тоа ќе остане за секогаш, туку тоа е нешто кое што ќе се менува. Исто така, многу е важно да се побара поддршка за менталното здравје, без разлика на кој начин, тоа секој има различен пристап и различно нешто кое што му е потребно, и да може да има поврзување со ресурсите и поддршката. И тоа другите исто така може да ја помогне на самата мајка која што се соочува со ова, да ја поврзат со ресурси, односно со поддршка. Еве да речеме, го праќаш ова видео некаде каде што знаеш дека има потреба, некоја треба да го слушне, да освести дека го има, тоа е на некој начин поддршката и ресурсите кои што може да се дадат. Јас дури препорачувам да секоја трудница слуша за ова, за секоја жена слуша, за секој сопруг слуша за ова, или некој кој што сака да се оствари како татко. Затоа што и голем дел од прашањата ќе ги продолжам понатаму се токму тоа. Ама како да кажеме на партнерот, ама што да правиме со околината, ама ова е стигма, таа стигма што ја споделувам, дека ние не сме свесни дека самата депресија носи после тоа и до разводи, и до кавги во целото семејство, затоа што депресијата е сокриена, се гледа само манифестацијата на однесувањето. Како да се справиме со неа? Најдоброто справување со депресијата е грижата за себе и работата со стручно лице, доколку станува збор за депресија која што не ви дава можност да функционирате добро и индивидуално е. И секоја препорака која што се дава мора да се знае дека е индивидуална. Зошто ово го кажам? Затоа што доколку јас имам поспоредилна депресија која што е некаде на спектарот доста послаба, некоја друга може да има суицидални мисли, и додека јас пробувам да ја мотивирам и додека некој праќа мотивацијски видеа и ајде гледај позитивно, таа да се самоубија. И јас за ова мислам дека дури претходно сакав баш да имам еден лайв за ова, за самоубиствата. Ние не можеме сите да глумиме стручни лица и психолози, и затоа психолозите можеби помалку зборуваат затоа што се свесни за многу појави, болести, состојби кои што се во позадина и кои што може да тригерираат многу вина, гнев и напротив нешто контра кај луѓето. Значи човек кој што има суицидални мисли не му треба мотивација. Човек кој што има суицидални мисли не му треба закон за привлекување. Човек кој што има суицидални мисли, депресија, дефинитивно не му треба да му збориме како се е супер, како се ќе биде окей, мислам, во ред. Секој сака да поддржи. Но ве молам, останете свесни
дека многу луѓе се самоубиваат и дека не е тоа ај живеј ќе ти помине, туку доколку се забележат суицидалните мисли, затоа реков тука ставам извичник, кај суицидалните мисли, не секоја депресија ќе ги има овие, тогаш одма да се побара стручна помош и во тој случај се дава и фармакотерапија, односно не се оди само на психотерапија, разговор со стручно лице, со психотерапевт, туку се оди и со фармакотерапија кој што ќе помогне, кој што ќе ги регулира и хормоните и секако ќе се следи и поддршката тука е многу важна и поголема. Повторно ќе повторам, тоа не е вина на жената, тоа е склоп на околности, едноставно се случило. Не може да биде виновна жената дури ако носи биолошки ген или пак да е виновна затоа што не е доволно поддржана и се случил некој травматичен и несакан настан во позадина. Дали во пренаталната грижа е вклучена и психолошка поддршка? Его добив во прашање, не знам дали од Македонија. Дали од Македонија го добив, ја не знам искрено за пренатална грижа, не сум видела дека некој дава тестове во Македонија, дека прашу. Мислам, има можеби во некои приватните болници психолог или нешто, меѓутоа не сум видела да се дава тестирање или да се многу зборува за менталното здравје. Мислам дека во Македонија ова го немаме и се надеваме во апел да го имаме повеќе, да се прашуваат трудниците повеќе како се, меѓутоа да не е тоа само куртоазно прашање, како си и добро се чувствуваш, имаш некои мисли, туку може да биде и во малку посериозно ова. Не сум сигурна доколку некој има такви искуства, нека сподели. Јас стварно 2 деца сум родила, не сум имала такво искуство за пренатална грижа, за ментално психолошка поддршка, не сум видела. За можеби не сум побарала. Затоа прашам доколку сте имале такво искуство, слободно пишете каде да го бараме, каде го има, но јас немам такво искуство во Македонија. Доколку сме имале во првата бременост, дали ќе имаме и во втората. Ризикот е поголем, но не значи дека ако сте имале во првата мора да имате и во втората. Ризикот е поголем, така што само бидете повнимателни, пробајте да работите на превенција, на освестување, на зголемување на поддршката и грижата за себе. Значи, ако веќе знам дека сум склона, тогаш грижата за себе, холистичката грижа за себе, значи и исхрана и физичката активност, сето тоа, значи холистичката, целосната грижа за себе, спиритуално, ментално здравје, појачајте ги поддршките и бидете добро подготвени, односно свесни, окей, еве, ако веќе нешто се случува и видите дека имате некаков застој, да може да се побара и стручна поддршка. Колку време трае? Дали ќе помине или по некое време пак се враќа? Не се знае колку време трае, кај некој трае многу долго, кај некој трае пократко, кај некој поминува само од себе, кај некој се враќа. Затоа викам, ова е нешто што е многу индивидуално, еден може да се самоубие, еден може да му помине сама. И затоа, заради тој еден што може да го направи тоа, ве молам бидете внимателни и да не се свати тоа како ништо, затоа што тој еден живот значи исто како сите други, ние сите сме еднакви и мора многу да внимаваме на ова. Значи ќе повторам, за тој еден живот, бидете внимателни и немојте да одите со тоа, окей, ништо не е, ќе ти помине. Доколку трае повеќе од 3 недели после породувањето, не станува збор за постпородилна тага, најверојатно станува збор за постпородилна депресија. И доколку симптомите кои што ги набројав ги имате повеќе од 4, подолг период, да речеме подолго од 1 месец, значи дефинитивно е нешто кое што вреди да се побара помош и поддршка. Доколку се чувствувате дека немате суицидални мисли, дека може да се справите сами со тоа, почнете со добра едукација, со работа на себе, која што не мора да секогаш да биде со стручно лице, меѓутоа контакт, што сакам, со интуицијата, со внатрешниот, со оно што се случува внатре во наш, подобрување на исхраната, тука е многу се важни витамините, значи во исхраната што да се внесува постпородилно, значи многу треба да внимаваме на Б витамините, на магнезиумот, на омегата, на Д. Значи има не е само психолошката поддршка тука, мораме на телото да внимаваме, мораме да бидеме свесни за она што се случува со хормоните и доколку имаме добра поддршка од партнерот, од семејството, имаат разбирање за нас, тука се ни помагаат, може да помине после некое време и да едноставно жената, мајката се врати, се поддржи доволно и понатаму си продолжи, но доколку гледате дека не поминува, трае веќе 3-4 недели, тогаш побарете поддршка веднаш за да може да се поддржите на оној начин кој што вам ви е потребен. Значи доколку се случила некоја травма во позадина, мора да бидеме свесни, односно да ја уважиме и да видиме што е оно што се појавува. Како да се поднесе тешкотијата на првиот триместар? Сакам да се откажам од се, а имам веќе едно дете.
Тешкотијата на прв триместар е веќе нешто со бременост. Јас би рекла дека тука е важна стручна поддршка да се побара, затоа што дефинитивно доколку се јавуваат мисли да се откажеш од се и така натаму, тогаш ова е еден од аларемите да се побара поддршка. Дали може да се има само со второ бебе? Имав чувство како да не ми е битно и како да не го сакам. Да, не мора да, значи може да се има само со второ бебе. Јас повторно ќе нагласам дека тоа не е нешто како сега дека секоја трудница мора да го има или дека ако еднаш го имала мора друг пат или нема да го има друг пат. Може да се случи со второ бебе. Намалување на поддршка е тоа што се има прво бебе, значи помалку време, уште помалку сон, неможност да се одмори затоа што со првото бебе ако нема друго дете, нели жената може да се спие кога бебето спие, може да се одмори малку повеќе, а со второто бебе не може да се спие. Имаш уште едно бебе за кое што се грижиш, така што може да се појави и со второто, само со второто. Дали може да се превенира? Мислам дека споделив веќе на ова прашање од прилика како и што, со тоа што бидете отворени за тоа дека некогаш што и да направите, колку и да пробувате да превенирате, не може да контролирате да се некои настани не можеме да ги контролираме или хормонални промени кои што се јавуваат. Дали депресија значи да си 24/7 депресивна или имаш up and down mood во денот? Депресија не значи да си депресивното расположение е еден од симптомите на депресија. Депресијата не секогаш оди само со депресивно расположение. Депресијата понекогаш може да биде видена и насмеана, весела, не мора секогаш да биде млитава, да немаат да нема дури физички понекогаш се гледа нека мајка која е млитава, ако нема некако движењата и се така многу спори, бавни, додека кај анксиозноста знаа да бидат побрзи, пооштри. Не мора секогаш да биде така видена, депресијата понекогаш може да е добро скриена. Не значи да си има 24/7 депресивни, депресивно расположение може да имаме и ако немаме поспоредилна депресија или депресија. Но меѓутоа да, промени во расположението во текот на денот може да се еден од симптомите. Ќе повторам, не се само диагностицирате, не е поентата, сите имаме промени во расположението. Меѓутоа, постојано чувство на тага подолг период, безнадежност, вина голема, лошо чувство за себе, лоши мисли за себе, раздразливост, тешкотија во носење на одлуките, суицидални мисли така натаму. Ако имате веќе 4-5, односно од овие, окей, во исто време, подолг период од 1-2-3 недели, окей, може би станува збор за поспоредилна депресија. И затоа ве молам, не веднаш сега аларм да кренете 3 ноќи не сте спиеле, се случило нешто, бебево повраќало болно грчеви, имам веднаш депресија. Не, нормално дека не станува збор доколку е нешто кое што трае кратко. Ви благодарам на сите за коментарите. Што ги пишувате. Јас некако да продолжам за да не сум премногу долга, добив многу прашања, па после слободно поставувате и прашања доколку имате тука. Зошто не ги оставаат роднините жените во првото време после порадување на раат? Сега ова може да се свати некако двострано. Кога се работи со семејства, многу често знае, да речеме мајката, да има контра чувства или негативни чувства према семејството на партнерот или своето семејство, затоа што сака таа да се оствари во улогата на мајка, сака таа да види што и треба. Другиот дел од семејството кои што стануваат баби, дедовци, кои што доаѓаат, исто така сакаат да бидат добри баба и дедо, сакаат да помогнат, сакаат нели да се ги кажат грешките, сакаат да го донесат она, ама чекај сега керко ја да ти кажам, немој вака да грешиш и така надаму, но тука се јавува отпор. Оно што јас секогаш го кажувам е, отворете се секогаш да слушнете и да имате филтер вклучено што е оно што ќе го примам, а што е оно што ќе го одбијам. Затоа што на крајот на денот, верувајте ми дека доколку се сработи, станува збор за здрави прави луѓе, бабите знаат повеќе и му мислат многу подобро на бебето отколку бебешкиот маркетинг. Бебешката индустрија и фармакотерапијата се најбогати индустрии затоа што секоја мајка сака безбедно, сигурно, нели да имаат доверба за своето дете. И ќе видите на секоја реклама за бебешко безбедно и сигурно. Најбезбедно за децата, најсигурно за децата, вака, така, сигурно. Мислам,
само бидете свесни за маркетингот, што секако не е лош, секако не е негативен, мислам, нели секој што си има дете се сака најдобро за него, но останете свесни дека понекогаш на вистина од надвор информациите може да бидат повеќе штетни отколку оние од најблиските. Сега, тука е многу важно да се постават јасни и здрави граници. Постојат семејства кои што знаат да бидат многу нападни, кои што не дозволуваат на мајката да се оствари, да ја дадат простор да се оствари, да си ја најде улогата. Тука се јавува притисокот кај мајката. Ја не знам, јас прво тебе појма немав како да сменам пелени, немав поддршка од страна да сум гледала. Или многу мајки има, па мене не ми требаше поддршка, ја не слушав ништо, ја не се едуцирав за доење, ја не се едуцирав. Па супер, ама сестра ми пред 2 месеци се породи, па еве ја гледам, или пред 3 месеци, нели? Имаш некој во околината, или недобрата другарка ми се породи. Па другарката веројатно се едуцирала ако немала некој. Така што не се срамете во овој период едноставно да барате помош, да барате поддршка, да се едуцирате, да не знаете како. И многу е важно тука за мајката, затоа што не можеме да ги контролираме другите. Не можеме ние да ги контролираме бабите, дедовците, другите роднини што ќе прават, но може да се контролираме себе си. Тука е многу важно да имаме еден силен филтер, односно да имаме јасни граници, да можеме да бидеме окей со себе што е ова што ме носи мене и да можеме да ги отурнеме тугите, меѓутоа и своите нереални очекувања за себе. Затоа што е малку нереално и нелогично да првиот ден после породување, првите неколку дена после породување, па и месеци, да ние станеме совршената мајка и да не знам, да бидеме секаде добри, се да ни е средено, иако можеби првите 40 дена може бебето повеќе спие, ако имало лесно порадување, мајката тука има повеќе време, ама како ќе поминат првите 3 месеци кога бебето помалку спие, кога веќе бара повеќе интеракција, кога веќе мајката треба да е повклучена, и затоа реков пикот е од 6 до 9 месец, затоа што тогаш веќе мајката е исцрпена. На почеток може уште да не знае ништо и се случува. Така што само со јасни силни граници индивидуално во секое семејство, но освестете дали можеби вие одите контра семејството. Ова многу често се случува на терапија, да семејство со семејство, жена и маж се однесуваат како да се противници, а не како да се сојузници. И ова многу непријатно чувство и за жената, и жена која што не е во депресија, не пак за жена што е во депресија, меѓутоа и за таткото, нели другата страна, затоа што мајката почнува да му рже на таткото, па почнува на свекрвата, така што ова е нешто кое што е, јас би рекла, семено, но е убаво да го освестите и да видите дали се случува во вашиот дом, дали се случува тоа ржење еден со друг, а не да сте тим. Затоа што на крајот на денот, ако се сетите назад, кога вие сте биле дете, верувам дека нешто што било најважно било мама и тато да се добри, да се срекни, да се сакаат, да не се караат, да е во склад. И би рекла дека е подобро понекогаш за детето да изеде нешто што не смее да се изеде или е забрането, и сам забрането, нели не нешто што е опасно по живота, може да речеме чоколадо плюс, отколку да мама и тато се испокараат за истото. Сега тоа е малку тешко за жените, тука е тешко пуштањето на контрола и тука е таа работа на себе што е оно што во овој момент е подобро за мене. Доколку не ве пуштаат роднините, понекогаш бидете среќни, но отворено комуницирате за нив, затоа што е многу тешко доколку ги немате. Луѓе па кои што ги немаат роднините, кои што ја немаат поддршката, патат и плачат за таа поддршка. Затоа е тука гледајте позитивно што може да ви донесат и што е оно кое што може да го побарате од нив. Супер, сакаат да бидат тука, не сакаат да ве остават на мира, а во ред, ти свекрва ова, ти мајко ова, ти золво ова, значи едноставно побарајте си го што е оно што ви е потребно, затоа што на крајот на денот сите луѓе сакаат да помогнат и многу ни е полесно да помогнеме ако некој ни каже сакам на ова и ова да ми направиш, сакам ова и ова да ми дадеш, сакам ова и ова. Тоа е многу убаво. Замислете, одите некаде на роден ден и ви кажува славеникот, знаеш што, сакам да ми купиш ова и ова ми треба. Многу ни е полесно отколку да застанеме во еден момент и да се чудиме да не знаеме како да помогнеме. Како да препознаеме дали имаме или некој друг е во депресија? Ви ги споделив симптомите со тоа што кога некој друг е малку е потешко затоа што не може да ги знаеме мислите, доколку имате блиски за кои што се сомневате, секогаш прашувајте ги како се чувствуваат, кажете им дека сте тука за нив, пробајте помалку совети затоа што некако никој не сака решение. Повеќето луѓе сакаат да се уважат.
Значи тоа е нешто што многу често и на терапија се случува. Не ми треба да ми најдеш решение, прави ова и ова. Повеќе ми е важно да ме уважиш, да ти кажам дека сум тажна, да ти кажам дека сум уморна, да ми речеш да, вистина. А не, па сите се уморни, па сите се мајки. Тоа многу често се случува во што е нормално, што е природно. Па и јас сум уморна да дојде некој. Но дефинитивно нам ни е важно уважувањето и ни е многу важно да се искажеме, а другиот да не слушне без да ни стави зид и да ни каже и мене ми е така, на сите ни е така и да ни се уважи тоа чувство што е тука. Како да се преболи травматичен пораѓај? Травматичното породување, за да се преболи, многу зависи какво било, што било и што носи. Да, ова е ризик фактор за депресија и ова е нешто кое што јас со Наташа од доаѓање со љубов секоја барем 2 години поред правевме една иницијатива своеволно за свесноста за односот во родилиштата за родилките, затоа што траумата не секогаш е во форма на физички да се види, туку траумата многу често е односот кој што го имаат родилиштата. Во светот ова е многу развиено и на 25 ноември се оставаат рози и писма до родилиштата, дури самите родилишта оставаат сандачиња за писмо каде што жената има можност да ја запише својата траума, своето негативно искуство. Кај нас во Македонија многу малку се зборува за тоа, јас би рекла скоро воопшто. Јас и Наташа многу зборувавме на таа тема, може да најдете нешто постаро на 25 ноември и ова и минатата година го правевме. И тоа е нешто кое што мислам дека е многу важно прво да се зборува, да се уважи таа траума, да се види и да се обработи на оној начин на кој што сега идеално тоа може на психотерапија да се работи, зависи во која состојба се наоѓате и колку траумата е во моментот голема, преплавувачка или може да се почека, зависи што се случува. Травматичното породување знае да е зголеми постпородилната депресија, меѓутоа знае да направи и страф од секое следно породување, што е доста, јас би рекла, за мене е страшно, затоа што односот кој што го имаат во родилиштата, ја знам дека се изморени, напорно им доаѓаат многу родилки во текот на денот, исцрпени се, имаат своји проблеми и не е само до вработените, многу често е до целиот систем, немаат доволно инструменти за работа, но бесплатно е емпатијата, бесплатно е да видиме дека родилката е исплашена и во болка, бесплатно е да бидеме луѓе. Тоа не е нешто кое што треба системот да ми го каже. И колку и да сме исцрпени, луѓето кои што работат со други луѓе, кои што имаат хумани професии, мора да работат на себе, на својот личен раст и развој, на својата исцрпеност, за да може да бидат во служба на другите. Затоа што ако јас не одам на психотерапија самата, ако јас не работам на себе, како можам да помогнам на некој друг? Или да му речам, шо ти е на тебе, па и мене ме боли глава, па и мене така ме родија. Мислам, нели? Емпатијата е нешто кое што е бесплатно. И еве уште еден апел. Значи мора да се освестува психолошката поддршка во родилиштата, во целиот тој пренатален и постнатален период за жената. Не на жена не треба кој знае што. Не на жена треба да ја се насмееш, да ја фатиш за рака, да ја поддржиш, да бидеш тука за неа, да ја кажеш дека е во ред да се плаши, дека не е сама, затоа што замислете, одите во болница и не знаете кој, мислам добро, некој се го знае докторот, некој не го знае. Тоа колку е преплавувачки страшно. Во приватните болници, фала Богу, го има тоа. Меѓутоа во државните се уште е на среќа. Меѓутоа ако сакаме здрави бебиња и здрава генерација и мајки, значи ние мора да се грижиме за мајките. Ако сакаме здрави деца, ние мора да имаме здрави мајки. И не може ние да си играме сега на среќа. Ми се падна таа сестра на смена, имав траума, ми се падна таа, супер поминав. Мислам, тоа е страшно. Тоа е страшно, затоа што тука почнува животот. Животот почнува во родилиштето. И ве молам, сите кои што работите, знаеме дека сте изморени, сигурна сум дека сте уморни, дека имате, меѓутоа барајте, ние мора да бараме. Ние во нашата држава не бараме, ние не бараме. Мислам дека мораме да почнеме да бараме. И на многу родилки ова им го кажувам, барајте од лекарите, барајте од сестрите, барајте од луѓето околу вас, ќе се изненадите колку ќе добиете. Ќе се изненадите. Јас за второто породување поминав супер, меѓутоа и знаев да барам.
барав, навистина барав и секако и самата институција нудеше повеќе, меѓутоа не секој може и не секој во моментот сака да отиде некаде. Значи сигурно не може некој да довози се во Скопје и во Битола кај има приватни болници. Значи тоа е страшно во Македонија. Затоа ве молам барајте, бидете погласни за ова. Како жени мора да бидеме погласни за ова. Ова не можам само јас како психолог денеска сум го снимала, сум го кажала. Ова мора сите заедно. Ова мора како жени да се поддржуваме и кога гледам во коментарите жени што пишуваат за родилка која што е во постпородилна депресија, јас се ежев. Ние како жени мора да се поддржуваме. Ние имаше видов едно видео и се смеев. Не знам како се викаше на Pink Panther, таа главна што била мафијашката група и вика во женскиот затвор вика е катастрофа, во машкиот е многу поубаво. Вика во женскиот затвор одма вика ќе те кажат ако имаш телефон, вика спремна е жената да не збори со своето дете само за другата да не збори. Ние жените тоа го правиме. Затоа ве молам, погледнете во себе, погледнете дали тоа го правите и почнете да се борите за сите други жени, за сите други деца, за сите други мајки. Затоа што, ако вие сте имале убаво породување, не значи дека таа имала или дека јас сум имала или дека вашата ќерка, внука, син ќе има. И тоа е нешто кое што е важно во родилиштето да се освести. Затоа, мислам, слаба точка ми е постпородилната траума, затоа што многу често породилната траума, многу често доаѓаат жени со постпородилна депресија токму поради ова, а е нешто кое што можело да се смени само со една насмевка. Не со пари, не со не знам што, само со една насмевка. Толку. Како да му се објасни на партнерот нешто поминува мајката? Едуцирете го. Многу е важно да се едуцираат и мажите за овие теми, затоа велам поддршка од жените. Затоа што ќе седне некој, да бе, види ја сега таа размазена, што ја еве родив 3 деца, ништо не ми, и нели тоа го слушаат и мажите, тоа го гледаат или знаат тука и свекрвата и мајката. Многу е важно ние како жени да сме свесни за овие појави и да ги едуцираме мажите. Не може мажот да знае каква е болката. Не може мажот да знае какво е чувството да си бремена и не секоја бремена се иста. Една бременост може да е многу лесна, една бременост може да е многу тешка. Некој може во првиот триместар да умира, да повраќа да му е многу тешко, еве има едно такво прашање. Некој може прв триместар да не е забележала дека е трудна. Значи ништо буквално. Еве јас 2 бременности, првата и втората тотално беа различни, значи ништо не беше слично и затоа само станете свесни дека ако некоја жена кука, плаче, бара, не значи дека е слаба, туку навистина се случува нешто кое што можеби вам не ви се случило. Партнерот мора да се едуцира, праќајте го со вас на сите можни едукации, праќајте вакви едукации, се надам дека и повеќе психолозите ќе зборуваме на овие теми за да може да бидеме помош и поддршка за жените, затоа што кога партнерот е свесен, многу полесно може да ја помогне на партнерката. А кога партнерот не е свесен, често на самата жена знае да е многу потешко. Но тука е важно да не жената остане огорчена на партнерот. Зошто партнерот не ми помага, туку да побара да побара поддршка и на друго место. Значи да не останеме заглавени во тоа партнерот не е тука, партнерот не ми помага, затоа што тоа е многу лесно, тоа е предавање веќе на целата одговорност, туку да пробаме навистина да видиме како може да се поддржиме со нешто друго. Значи не со главата во зид кога не оди. Имам грудка во грлото, имам многу self-help книги, а енергија за да почнам имам 0. Она кое што ова прашање го оставив некако при крај, другите мислам дека повеќето ве молам пишете ако имате други прашања слободно во коментари. Многу често луѓето сакаат да читаат self-help литература која што е прекрасна. Меѓутоа останете свесни дека self-help, односно онаа литература за самопомош е во функција на мотивација. Многу почесто во функција на мотивација, инспирација и можеби малку едукација отколку на реална практика. Значи, еве вака ќе правиш, меѓутоа тоа не е нешто што е индивидуално, тоа не е нешто кое што го зема позадината на нас луѓето и она што се случува со self-help книгите знае само да ни натрупа знаење ново, знае да ни натрупа нешто дополнително, да не буквално затрупа, а она што е потребно во личниот раст и развој, во реалниот, практичниот личен раст и развој, е ние да се оттрупаме и да видиме што ќе се облечеме. И затоа, мајки, прво пробајте да се баш некако ослободите од очекувањата на општеството, од притисокот да се биде совршена мајка, кој што кажал, каква мајка треба да бидете и така натаму и да си дозволите
да бидете автентична мајка, таква какво што сакате да бидете, вие и какво што можете да бидете во вашата ситуација. Ова секогаш го носам како поддршка. Убаво е да се инспирирате, не да се споредувате, затоа што вие, вашиот сопруг, вашето семејство, вашето дете сте систем кој што е единствен, уникатен и нема друго такво семејство. И не може истите правила, закони и исто се да важи како што ќе важи во мојот систем, во незиниот систем, во системот на таму си некој. Инспирирајте се, гледајте дека може, наоѓајте идеи, наоѓајте поддршки, но не да се обесхрабрувате доколку истите не се во склад со вас. Ова е еден многу тежок период значи станувањето мајка е тежок период затоа што и сега самото општество го донесе капитализмот, жените премногу работат и немаат можност да бидат мајки и многу често кај жената сега повеќе се вреднува кариерниот успех, едукативниот успех, отколку оној да се биде мајка. И мислам дека тоа е нешто кое што е општествената поддршка, која што мора да ја освестиме за да има помалку депресии. А тоа е дека е во ред некоја мајка да сака да биде само мајка или да се оствари како мајка подолг период и е нешто кое што мислам дека е убаво да го вратиме, затоа што тоа е природата на жената. Кога жената ќе се измрда од својата природа, настануваат повеќето проблеми, односно не може да се поддржи. Затоа освестете го ова, видете кои се вашите очекувања, кои се очекувањата на сите околу и пробајте да бидете во склад со оно што е реално, односно оно кое што навистина може да го имате. Доколку има некои прашање, јас тука би завршила, мислам дека бев доста долга, доколку ви се допаѓа ваков тип на предавање во однос на поспоредилното здравје, Јас би сакала можеби следно да споделам за анксиозност, затоа што поспоредилната анксиозност исто така е доста честа и присутна, меѓутоа слободно пишувајте ми во пораки што е нешто ве интересира. Можеби треба почесто да одговараме на прашања, но вака некако ми беше полесно, имаше доста прашања отколку да бидам на стори и да пишувам цел ден. Препратете го истото видео на некој кој што сметате дека му е од помош и поддршка, пратете го слободно на време на пријателка која што не мора да има, меѓутоа само да биде свесна за сето она што се случува. Ќе почекам уште малку, ако не ке се супер, може и за анксиозност. Дефинитивно ќе се вклучам некој период летово, не верувам дека оваа или следната недела, но ќе пуштам пол со прашања за анксиозност кои што ве интересираат. Ви благодарам многу на сите кои што бевте вклучени, имаше доста што сте вклучени во живо. Јас ќе го зачувам видеото. Се надам нема ми се изгуби некаде, ќе го зачувам на профилот и ќе може да го гледате и отпосле. Ве поздравувам, имајте убава недела. Чао!